Утринската програма за последната гостинка отвараме уште една актуелна тема која што секако заслужува внимание, имено свиени со години над машините за шиење во бучни погони со минимални стандарди за работа. Текстилните работнички секојдневно го ризикуваат своето здравје, причина повеќе да отвориме темата со гостинката. Според последното истражување на Македонското здружение за здравје при работа, на текстилните работнички не само што им се газат работничките права, туку и правото на безбедни работни места. На оваа тема утринава разговараме со професор доктор Елисафета Стикова од Институтот за јавно здравје, инаку универзитетски професор на Медицинскиот факултет во Скопје при УКИМ, инаку една од авторките на анализата за која што денеска говориме. Ајде, имаме на скайп. Добро утро, професор. Добро утро. Би требало да имаме во секој момент, веќе ја гледаме. Се гледаме и слушаме, отвараме актуелна тема, секако здравието на нас работите треба да има приоритет на работодавачите, но не секаде е така, за жал. Да, споменавме професорки во најавата, во соработка со Македонското здружение за здравје при работа изработивте анализата Безбедност и здравје при работа во македонската текстилна индустрија. Ова е прво вакво посериозно истражување за професионални болести на текстилните работнички. Би сакал да ни откриете за почеток од каде се црпевте податоци за подготовка на анализата и до какви наоди и заклучоци дојдовте во рамки на истата? Да, ви благодарам пред се за поканата да проговориме за уште еден актуелен проблем во областа на безбедноста и здравјето на работа. Изминатите повеќе од 6 месеци со група експерти организирани преку Македонското здружение за заштита на работа, работевме на изработка на оваа прва студија со која што сакавме да дадеме осврт на состојбите во однос на безбедноста и здравјето на работа кај текстилните работнички. Инаку надоврзувајќи се на најавата, би сакала да кажам дека работодавачите не треба да се грижат за безбедноста и здравјето на своите работници. Тие се законски задолжени и тие мораат да се грижат за безбедноста и здравјето на работниците. Во рамките на тие законски обврски, работодавачите редовно ги упатуваат работниците на превентивни здравствени прегледи, кои што се во зависност од ризиците на работните места се обавуваат во различни интервали и периоди. Доколку на работните места постои ризик, тогаш прегледите се прават на секои 12 месеци, ако е ризикот помал или го нема, на 24 месеци. Токму овие податоци од извршените превентивни прегледи кај текстилните работнички ние ги искористивме за изработка на оваа наша студија. Морам да кажам дека првичната идеја беше да дадеме осврт на професионалните заболувања кај текстилните работнички. Не би сакала да навлегувам во анализа на причините зошто, но објективно во нашата држава не постои статистички систем врз основа на кој што ние би можеле да исцрпиме званични податоци за состојбата со професионалните заболувања. Затоа направивме една вкрсна анализа. Собравме околу 6.500 резултати од извршени превентивни медицински прегледи кај текстилните работнички и направивме една анкета со помош на гласен текстилец меѓу здравствените работнички, за да можеме да компарираме и да видиме што здравствениот систем утврди кај текстилните работнички како промена во нивната здравствена состојба врз основа на превентивните медицински прегледи, така наречени периодични прегледи, и што работничките кажуваат како се чувствуваат на своите работни места. Резултатите кои што ги добивме целосно се совпаѓаат во однос на тоа што регистрираме и на што се жалат работничките, со исклучок на мускулно-скелетните заболувања, но и тука има стручно објаснување зошто е тоа така, во кое што не би завлагала сега. Реално е дека после 6 месеци работа и нас не интересираше, пред неколку дена објавивме, а тоа е и тема на оваа дискусија, што се водечките здравствени проблеми со кои што се соочуваат текстилните работнички. Професор Стикова, слушам Анакуса, само 1/3 од текстилните работнички веќе имаат потврдена медицинска диагноза. Овие податоци треба да им дадат сериозна порака на работодавачите стојбата во текстилната индустрија и односот кон нивните работници. Точно, податоците се исклучително сериозни и тие покажуваат дека 1/3 од текстилните работници
имаат утврдена, медицински потврдена диагноза. Тоа значи дека секој трет работник во текстилната индустрија има потврдена медицинска диагноза. Но понатамошната анализа на податоците нас не покажа дека во рамките на периодичните прегледи што ги правиме, кај секој текстилен работник или работничка, нели, во поширок смисол, се регистрираат 4 промени во нивната здравствена состојба. Исклучително е комплексен методолошкиот пристап да ви објаснам зошто има кај 30% потврдени медицински диагнози, но кај секој работник се утврдуваат 4 здравствени отстапувања. Овие здравствени отстапувања во здравствената состојба, здравствени проблеми, ние ги детектираме во рамките на периодичниот преглед. И вака детектираните промени, понатаму работниците треба да ги потврдат во рамките на здравствениот систем кај својот матичен доктор или системот на секундарно и терциерно здравство. Професор Стикова, состојбата... Да, се извинувам што ве прекинувам. Професор Стикова, состојбата во текстилството е таква што оваа индустрија, барем според оние податоци до кои што вие дојдовте, може да издржи уште 10 години, со оглед на возраста на работниците, но и условите во кои што работат, чинам тешко ќе нов кадар ќе се привлече токму во овој сектор. Дефинитивно, затоа што и условите на работа, и здравствената состојба кај работниците, заедно со возраста, просечната возраст на текстилните работници, која што се ближи кон 50 години, покажуваат дека немаме одржливост на текстилната индустрија. Многу нешта мора да се направат, за да можеме да очекуваме дека текстилната индустрија ќе биде не само одржлива, не само профитабилна, туку и ќе овозможи заштита на здравјето на работниците вработени во неа. Би кажала само неколку работи. Прво, би требало да се воспостави сериозен систем за следење на условите на работните места преку одредување на најзначајните штетности. И тоа се бучавата, вибрациите, прашината, неповолните микроклиматски услови. Се сеќавате на слики од текстилни работнички во летни периоди во нивните погони во кои што нема вентилација, нема климатизација, а и зимно време состојбата не е подобра. Значи, најнапред мора да се превземат сет на мерки со кои што ќе се подобрат условите на работното место, ќе се воспостават референтни лаборатории кои што објективно и точно ќе ги мерат условите на работното место, а експертите врз основа на тие мерења ќе предлагаат мерки за унапредување на условите на работно место. И она што е особено значајно, мора да се воспостави референтна лабораторија, референтен систем преку кој што ќе ги следиме првите и почетните промени во здравствената состојба на текстилните работнички и врз основа на тоа ќе мора правовремено да се реагира за да се спречат понатамошни и посериозни оштетувања на здравјето. Затоа што со жалење можам да констатирам дека ние и сега во рамките на превентивните прегледи утврдуваме или медицински диагнози, или отстапување во здравствената состојба, но ние ги следиме понатаму, затоа што не постои ниту систем на здравствена заштита, нити систем на осигурување во кое што тој работник би се тргнал од тоа работно место и би бил распореден на работно место кое што нема да биде штетно по неговото здравје. Нема ниту регистар на професионални болести. Добро ли би било да го имаме истиот? Јас се надевам, значи во овој период Институтот за јавно здравје покренува и Државниот завод за статистика и системот Мој термин покренуваат многу сериозни активности за да можеме да го воспоставиме системот на регистрирање, на пријавување и регистрирање на професионалните болести. Тие без друго ги има и во текстилната индустрија и во сите други гранки и дејности во државата, но не постои здравствено-статистички и друг систем на кој што би можеле да ги диагностицираме професионалните болести, да ги пријавиме, а потоа да ги следиме и да ги евалуираме. Особено е значено и за државата, но и за вработените да се воспостави овој систем, затоа што доколку се утврди професионална болест, Република Северна Македонија ја има ратификувано конвенцијата на Меѓународната организација за труд, според која што на овие работници
регистрирана и диагностицирана професионална болест, им следуваат серија на обештетувања кои што се обврзни да им бидат дадени. Тоа се обештетувања во кеш пари, тоа се обештетувања од системот за здравствено осигурување, разни бенефити од пензиското и инвалидско осигурување и тие им се гарантирани на овие работници затоа што ја имаме ратификувано конвенцијата, но за жал не можете да ги остварат од две причини. Прво заради тоа што не се информирани за оваа работа, второ што во државата не е воспоставен тој систем за диагноза, верификување, пријавување и евалуација на професионалните болести. Се надевам дека веќе идната година ќе можеме да промовираме дека овој систем е воспоставен и дека тој систем ќе биде во интерес и на работодавачите и на работниците. Професор Стикова, кога веќе ја споминавте Меѓународната организација на трудот, тие велат дека според нивните податоци во светот дневно на своите работни места животот го губат околу 6000 луѓе или на годишно околу 350.000 луѓе. Бројки кои што навистина сериозно треба да го вклучат алармот за обезбедување на безбедни работни места за сите. Во тој контекст, дали во земјава генерално се почитува правото на безбедно работно место? Што велат вашите податоци досега? Знаете како, ние имаме воспоставено силен законодавен систем и законодавна рамка за обезбедување на безбедни и здрави работни места, поаѓајќи од Законот за безбедност и здравје на работа преку сет на други правилници. Меѓутоа и во оваа сфера ќе бидам слободна да го кажам своето експертско мислење, и во оваа сфера како и во многу други ние имаме добри закони и подзаконски акти, меѓутоа тешко ги имплементираме. И во тој смисол сите наши законски обврски повеќе се сведуваат на некаква форма во која што ги задоволуваме законските обврски, меѓутоа нема ефекти, односно немаме се уште јасни показатели дека навистина работиме на подобрување на условите на работното место и дека реално работиме на подобрување на здравствената состојба на работниците. Во тој смисол реков дека мора да го оживееме уште еднаш по 2007 година кога се донесе Законот за безбедност и здравје на работа, ние имавме силен прогрес постигнавме во оваа област, но потоа како малку да заостанавме и мислам дека е време да се осврнеме уште еднаш да го реоживееме системот за безбедност и здравје на работа, затоа што тој на изглед е скап систем, бара вложување во нови технологии, бара вложување во следење на условите во работно место, бара вложување во унапредување на здравјето на работниците, меѓутоа на долги патеки без системот за безбедност и здравје на работа е всушност профит за работодавачите, затоа што на тој начин тие зголемуваат својата продуктивност и ги намалуваат подите, затоа што имаат продуктивни работници, немаат старење на работна snага, нивно пензионирање, нивно отсуство од работа и така натаму. Така да тој систем кој што го имаме мора силно да го зајакнеме. Не можам да кажам дека не постои, не можам да кажам дека немаме резултати, меѓутоа тие се секако недоволни и мора да бидат многу поголеми. Уште едно прашање сосема накуса пред крајот на разговорот, имаме уште многу што да прашаме, но временски сме толку ограничени. Во однос на редовните систематски прегледи, секоја организација законска обврска е да ги има за да го следи здравјето на своите вработени. Имаат ли цел или се изведуваат само рутински? Какво е вашето искуство? Токму тоа беше и она што предмалку го образложува во функција на ратификуваните конвенции. Годишно во државата се изведуваат околу 200 до 300.000, овие две пандемиски години овој број се намалува. Податоците ги собира Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија и тие податоци покажуваат дека во изминатата последната извештајна година, тоа е пандемиската 2020 година, само 9% од работниците имале пристап на овие прегледи. Од вкупниот број на 750.000 вработени лица во Македонија, кои што се обврзни да бидат упатени еднаш годишно или еднаш на 2 години на овие прегледи, само 9% имале пристап кон овие прегледи. Тоа е првата поразителна бројка. Вториот податок кој што произлегува од оваа бројка е дека прегледите во основа се многу елементарни, не постојат национални лаборатории за вршење на така наречените специфични испитувања кај одредени ризични групи на работници. Немаме лабораторија за биомониторинг,
тоа е сериозен недостаток што влијае на квалитетот на самите прегледи. Од друга страна, прегледите покажуваат дека 99% од испитуваните работници во текот на прегледите се прогласуваат дека се способни за работа, а дури 1/3 од нив има одредени здравствени проблеми. На тој начин имаме расчекор во бројките. Овој расчекор во бројките јасно ни покажува дека квалитетот на прегледите и статистичката обработка на податоците дефинитивно мора сериозно да бидат подобрени во народниот период, ако сакаме тие да ја оправдаат својата цел, а тоа е предување на здравјето на работниците. На ваков начин, како што сега се прават прегледите, тие навистина не оправдуваат својата цел и не го убедуваат работодавачот дека навистина има корист од тие прегледи. Работодавачите ги прават прегледите затоа што мораат, а не затоа што гледаат реална придобивка од тие прегледи. Благодарам за гостувањето, професор Стикова, во Македонија наутро. Ова е тема на која што многу може да се зборува. Временски сме ограничени, но тоа не значи дека нема да ја продолжиме. Јавното говорење е првиот чекор кон менување на нештата, а ние ќе го правиме тоа. Благодарам. Јас ви благодарам и на вас и предлагам да воспоставиме редовна рубрика во која што ќе се осврнуваме на овие проблеми. Се согласуваме. Работниците навистина имаат сериозни проблеми, а точно е медиумите можат силно да ја афирмираат нашата работа и да им помогнат на работниците во остварување на своите права. Ви благодарам и Благодарам. Благодариме и ние. Тука го завршуваме денешното издание на